очекување на формалниот почеток на најавениот ремонт, стартува лицитацијата со заслугите за свесноста на функционерите. Секој за себе смета дека бил на нивото на задачата, ама не при нејзиното извршување, туку при поимањето на фактот дека и тој, но и голем дел од неговите колеги, едноставно не се на нивото на одговорноста која им била доверена. Јас пред 2 или 3 недели ставив една метла у мојата приватна Facebook страница. Високото ниво на разум кое почна да ги надвладува страстите предизвикува дилеми околу модалитетите врз основа на кои ќе се изведе сложената операција врз гангренозните делови од организмот. Се сугерираат најразлични алатки со кои ќе треба да се изврши најсеопфатната интервенција врз високите структури на државниот апарат. Не е потребна метла, може би правосмукалка, некој спомна дека е потребна и тој од тие посилните. И не треба дури ниту правосмукалка, туку има една градинарска дувалка за листови која треба се да издуве. Може би со гребло подобро, не? Консензусот околу потребата за неопходно чистење на загаденото ткиво сепак претпоставува и поседување елементарно ниво на култура која значи и прифаќање на потребата за темелно клистирање на целиот државен стомак, на кој се налепени илјадници партиски бацили, кои го загадуваат животот на даночните обврзници. Сега ќе дојдам до пратеничката група на ВМРО ДПМН со конкретниот предлог и ја кажам, ајде околу ова треба заедно да гласаме и да се договориме. Како и колку ќе го кратиме јавниот сектор? Вие согласувате со кратење или не? Вака. Кажете. Што предлагате? Може да ви кажам без прекинување. Ајде, Повторно. повелете. Некултурен. По таа единствена и неповторлива можност во културната рамка да се вклопат сите елементи од кои е составен политичкиот и општествен мозаик. Сепак секогаш избива едно од камчињата, без кое не може да има чиста слика. Нивното постојано калкулирање со јасната одговорност се должи на сигналите кои им ги даваат напуштените љубовници. Сите коалиции кои што некој сметал дека се невозможни, станале возможни, и сите коалиции кои што некој денес смета дека не се возможни, на следните парламентарни избори може да бидат можни. И на крајот, за културната чистка која е неопходна по срамната, квази-патриотска и радикалната верска кампања на социјалните мрежи против посетата на папата. Гоце Делчев е познат унијат, пораснат во Кукуш, во првиот унијатски град, градот кој прв во Македонија е отфрлил грчката, цригатската патриаршија, и така бил воспитан, пораснал со тие луѓе кои ја увиделе шансата преку заедништво со Ватикан, со папата, да се изборат за духовна независност, за духовна слобода на македонскиот народ. Тие што не знаат, треба барем да се потрудат и да прочитаат. Затоа, само со чистка нема да завршат работите. Потребна е револуција на умот.